Разпространата Струшко-Охридска котлина крај Охридското езеро на 5 јули оваа година започна 4-то сојузно падобранско првенство на Југославија во организација на Воздухопловниот сојуз на Македонија. На ова првенство учествува екипите на воздухопловните сојузи на Словенија, Хрватска, Србија, Македонија, Босна и Херцеговина, Црнагора и Воздухопловниот центар Вршец. Учесниците ги поздрави подпредседателот на Воздухопловниот сојуз на Македонија, другарот Методија Антов. Советувањата пред стартот се потребни и за фаворитите, а уште повеќе за младите и непознати учесници, што на ова првенство дојдоа како победници од републичките првенства. Но како и во другите спортски надпревари, така и овде, изненадувањата си најдоа свое место. Атмосферските прилики на теренот беа непознати на учесниците, а честите промени на воздушните струи бараа од сите учесници максимум усилби, знаења и техника. Дали ова првенство ќе ги даде очекуваните резултати? Дали нови имиња ќе се сврстаат во редот на најдобрите наши падобранци? И на крај, дали на светското првенство во Франција, нашата земја ќе биде достојно представена? Тоа се праша и учесниците и организаторите на првенството. Хладнокрвноста, точност во мерењето на целта, а пред се храброста, се одлики на падобранството што учесниците на ова првенство покажаа дека ги владеа. Ваква слика може секојдневно сме сретнувале над сите големи и мали градови, кај што Воздухопловниот сојуз на Југославија ја расширил својата дејност и опфанал илјади млади луѓе по аероклубовите. Но изведувачите на првите скокови сигурно не се чувствуваат така секојдневно. Се изведува скок од 600 метри височина со приземнување точно на целта. Првите скокови не ги дадоа очекуваните резултати, но затоа надпреварувачите ги користеа за искуство. Особено младиот Дамјановиќ од екипата на Воздухопловниот центар во Вршец, кој беше се попрецизен по првиот скок. Ненадејната појава на засилениот ветер го принудува падобранецот да употреби и помошен падобран за побрзо пропаѓање. Други прибегнаа и кон собирање на падобранот, што пропозициите на оваа дисциплина дозволуваат со отворање на 100 метра над целта. Во оваа дисциплина државниот рекордер Прентич изведе ризичен спуст. Јажињата од падобранот се замрсуваат и со голема брзина се ближи кон земјата, но присебноста во оваа ситуација одлучи. Само 3 секунди го деле од земјата, кога тој го активира помошниот падобран и успешно доскокнува.
развивајќи ја техничката снодливост, смелоста и акцијата од рефлекс, Воздухопловниот сојуз на Југославија обетинува 1000 младинци што ги готви за служба во нашето военно воздухопловство. Од тешкиот транспортен авион Јулка, како го наречуваат падобранците, се изведува дисциплината групни скокови на одредена цел. Во оваа дисциплина екипата на Воздухопловниот сојуз на Хрватска постигна нов државен рекорд со средна оддалеченост 38 метра од целта. Групен скок изведува екипата на Воздухопловниот сојуз на Босна и Херцеговина. Меѓутоа, за разлика од претходната екипа, нивната оддалеченост изнесува 159 метра. Може да се случи и вакво приземнување, но тоа не ја жалости Лиљана Танацковиќ, доволна што учествува на ова првенство. Дисциплината скокање во вода се изведува на пристаништето во Охрид пред многуилјаден народ од градот и туристи. Скокањето се изведува од 600 метра височина со доскокнување на белата точка обележена во водата. Оваа дисциплина, учесникот мора покрај на временото ослободување од падобранот да добие во време и во брзопливање. А непливачите имаа работа и со појасот за спасување што го ценеа исто така како и падобранот. Со оваа дисциплина заврши овогодишното сојузно падобранско првенство, на кое првото место го зазеде екипата на Македонија во состав Трајковиќ Владо, Атанасовски Љубинко, Кнежевски Томислав. Второто место го освои екипата на Босна и Херцеговина, а третото екипата на Црна Гора. Поединечно, првото место го освои Миличевиќ Младен од центарот во Вршац, второто Мартиновиќ Јован од екипата на Црна Гора и третото Дамјановиќ Данило од центарот во Вршац. Називот младински државен првак го освои Селимовиќ Азим од екипата на Воздухопловниот сојуз на Босна и Херцеговина.